требаше утрото се бале прва смена да биде. Абе заради овие ѓубрињата тука. Скаснаму живото. Сите се радуваат, деца од бензинската трчат, не може да се соземат дека го нема. Даја дршка нека пресечат синџиро на средината. И нека се знаат кои са. Имаше желба да продолжи натаму со музика. За жал, некој ме ја скрати. Радоста да продолжи со музика. Тажно, врнежливо, скршено, болно и денес во Кочани. Семејствата на починатите во голем скрб маршираа за ангелите. Со масовна подршка од блиските роднини, пријатели и сограѓани, од 12 часот и 5 минути тие масовно започнаа да се движат низ улиците. Со фотографии од чедата во рака, притискајќи ги силно кон плеките и душата, ранетите мајки ронеа дробни и крвави солзи. Застанувајќи кај општината, Министерството за внатрешни работи и Основниот суд, тие се обидуваат да се совземат и преку говор да кажат збор 2 за неправдата која ќе боли до гроб. Транспарентите овој пат не беа толку моќни, колку зборовите на мајките кои секако го оставаа замислен и потиштен. Колку лоши и злобни луѓе има во Кочани. Ке го сакали некој градов после кобната ноќ. Колку вреди младиот живот во државата, а што ако беа вашите деца? Немаме веќе што да изгубиме, бараме секој еден да одговара, бараме правдата да има имиња и презимиња. Беа дел од тешките реченици на сотрените од тага родители. Таа слика у живото никој пат нема да ми излегнат пред очи. Обрќам ги децата да си го најдам детето да видам дали ми е живо или е умрено. Не знам дали има некој чувство и совест. Мене не ме интересират партиите, ни ВМРО, ни СДС, ни Колчо, градоначалникот. Од Костиндол да не донесе тие пари на него тука да прави се живо и диво. Лично за неговата куќа материјалот го е мојот татко носил и го е чекал со цели недели да му плати за материјалот што му го е носил куќата да си ја направи. Да живеат децата по нас. Ја едно има и тоа ми го земаа. Ама ако? Ама и 10 да имаме, значи наши се. Ако? Не сме ги ние чувале за дони ги убија. Господо гледа. Не поречува. Ова дете беше инспектор по криминалистика. Не сакаше ради таа причина таму да работи. Мамо, ки ми зацрнат фамилијата. Еве како ни ја зацрнија. Ми го убија. Кој се плаши од Бога ќе има совест. Кој не се плаши од Бога нема совест. Заедно беа таа вечер и заедно починаа. По струка беше програмер, работеше во Скопје во странска фирма, сега не може да се. Тешко ми е. И таа вечер уште едно другарче исто бори се за живот, еден месец почина. Истата вечер заедно 20-та си дојдоа од Скопје за да одат на диско и 20-та другари загинаа на ДНК. И 20-та другари заедно загинаа. Пуни енергија, младост, мислејќи дека некој има одговорност, дека некој размислува. Се грижи за нивната безбедност. Да. И сега изјави разни дека родителите ги лошо воспитувале деца, а дете факултетски образовано планираше сега на постдипломски студии и да продолжи. Сите овие деца се од честни семејства. По не знам кој пат го кажува тоа. Од скромни семејства, погледнете ги. Кочани е мал град. Честни и добри воспитани деца. Дали дел се работеле, дали другите се школувале, секој имале цел да станат академски граѓани, да работат честно како ништо ги учевме дома. Ние нивните семејства не сме дел од овој свет. По милион пати кажав, значи ние имаме грешка, што сме ги воспитувале деца за свет за кој што не постои. Сега сме ние криви. Срамота. И од најскромни семејства. Дајте ми пари да си ја купам Моника. Дајте ми пари. За да ја купам Моника, да биде мајка, да биде сопруга, да биде сестра, да биде керка. Дајте ми пари. Што ако беа нивни деца? Дали вака ќе прават? Дали вака ќе реагира? 42 дена. Сите надвор. Ајде нека се стават во кожа на нас. Не може да се На стават, мајките. да се посетили. Да се стават во кожа Ова е на на било големата кој болка. да е. Во кожа на мајките да се стават. Да видам како би реагирале они за сопствените деца. Само нека се стават во наша кожа. Родителите побараа одговорност, побараа правда, бидејќи како што истакнаа, за истата ќе се бора докре, макар истата да се бара под вода и камен. Ние родителите на починатите деца би сакале, барем за миг, да бидете во нашата кожа. Не може да ја почувствувате раскинувачката болка која ние ја чувствуваме. Може би
тогаш ќе ја почувствувате сериозноста и болната ситуација во која се наоѓаме. Дали ќе прикривавте луѓе кои се соучесници на монструмот, ако убиените деца беа ваши деца? Може би тогаш ќе сватите дека единствената причина за која што се бориме е правдата за нашите млади убиени деца. И претходно, и сега, во иднина, ве подсетуваме, нема да застанеме тука. Ќе се гледаме на други места, посилни. Инаку протестот заврши кај основниот суд со рециталот на родителите "Гледајте убаво, запомнете ги ликовите на убиените деца кои заслужуваат правда". Гледајте! Убаво запомнете ги ликовите на овие млади убиени деца. Овие деца заслужуваат правда. Гледајте! Убаво запомнете ги ликовите на овие млади убиени деца.